Околу 1500 тони тутун скапува по амбарите на земјоделците. Ресорниот министер е оптимист дека со добра организација истиот може да се откупи за само 3 дена. По средбата со дел од откупувачите, тие искажале подготвеност да ги преземат вишокот количини, иако периодов мака мача со ниската откупна цена, вели министерот. Тој очекува од откупувачите да кажат колку од вишоците ќе може да ги преземат, пошто ќе се знае дали ќе има дополнителни измени на законот за тутун кои би овозможиле извоз од страна на производителите. Работата е само да се воспостави добар систем. Јас не дека сум сигурен, туку убеден сум дека ние ќе го решиме проблемот. Значи, затоа е гарант Министерството, владата, дека проблемот ќе се реши, но тоа значи дека може да има и последици во иднина за одржливоста на ова гранка, што реално не знаеме како ќе биде поставката понатамошна на самите откупувачи. Измените на законот веќе стапија на сила по откупот можел да продолжи. Од реколтата 2020-2021 договорени количини имало 23.000 тони, но досега откупени биле 23.300, што е за околу 2 милиони килограми повеќе. Во однос на 5 милиони евра поддршка кои се дел од петтиот сет мерки, Хоџа напомена дека се уште не е јасно прецизиран ставот како овие средства ќе се искористат. Тоа вели ќе било договорено по целосното завршување на откупниот процес. Се уште немаме јасно испрецизиран став како ќе се искористат, бидејќи не знаеме колку и до кога ќе се заврши откупот. Не сакаме да оставиме луѓе што не во законскиот рок не го продале својот тутун, не сакаме да оставиме тие да извисат од субвенциите. Претходно дело тутунарите се жалеа дека кај откупувачите немало интерес за да се преземе вишокот тутун. Производителите пак тврдеа дека ќе се откажат од новиот производствен циклус, од и тони тутун им стои да скапува по домовите. Во знак на револт, добар дел од нив периодов гневот го истурија врз улиците, револтирани од, како што велат, неодговорниот однос со страна на власта.